студени утра или ниски температури и она кое што го имаме во овој период е, како велиме, сонцето со заби, но сепак го имаме сонцето и некако во зимските денови што повеќе го бараме сонцето, особено кога ќе заминеме и на планина, па имаме сонце и снег, тоа е една одлична комбинација. И токму поради недостатокот на сонце, па имаме и недостаток на витамин Д и во овие зимски денови треба да знаеме како и на кој начин треба правилно да го внесеме. Токму затоа и идејата на Марија да една ваква тема реализира на линковско вклучување и на лице место, заедно со доктор Анкица, со која што верувам дека ќе дадат малку повеќе информации за нашите гледачи. Марија, добро утро. Добро утро и поздрав од студиото. Добро утро и до вас. Токму така, овие зимски денови беа на некој начин инспирација да се реализира оваа тема од лице место, односно со оглед на тоа дека се помалку имаме сончеви денови во зимскиот период, а тоа значи се помалку немаме всушност витамин Д. Како правилно да го внесеме витаминот Д во зимските денови и како всушност да препознаеме доколку на телото ни го бара самиот витамин со оглед на тоа дека се помалку и помалку ние во зима го имаме тој витамин. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Анкица Станоевска, специјалист по семејна медицина. Да ја посакаме добро утро. Добро утро до вашите гледачи и нашите пациенти. Секогаш со актуелни теми би кажала дека зимава е период кога малку повеќе му обрнуваме внимание на витаминот Д. За среќа нашето поднебие е многу богато со сончеви денови кои што ние можеби и неадекватно ги користиме, велам и недоволно, затоа што летниот период е период кога навистина може добро да го наоружаме својот организам со витамин Д. Меѓутоа, за жал, нели и работните обврски и начинот на живот на некој начин ќе кажеме дека не изолира од сонцето, повеќе време поминуваме во затворени простори, дури и викендите некогаш нели не ги користиме за да излеземе на сонце, но за витаминот Д би кажала дека е единствен витамин кој што организмот на човекот може да го произведе, односно синтетизира, па дури во науката доста често место витамин се нарекува и хормон. Витаминот Д е липосолубилен, растворлив во масти, токму тоа е причина во однос на ресорбцијата на витамин Д, кога зборуваме како треба да се пие, велиме секогаш после оброк, а не на гладно, дури може да се применува и масен оброк, затоа што неговата ресорбција ќе биде подобра. Доколку немаме масен оброк, препорачливо е да биде растворен во некое масло, меѓутоа вообичаено и самите капсули и капки кои што се продаваат се всушност маслени раствори со цел да биде подобра ресорбцијата на витамин Д. Нешто што би кажала за витаминот Д, тоа е витамин кој што кај бебето се почнува како суплементација уште во првите денови со капки на витамин Д, затоа што бебето се раѓа со многу мало ниво на витамин Д од мајката кога ќе се роди, така да тоа е првиот витамин кој што се дава кај детенцето. Меѓутоа, кај возрастните потребите од витамин Д се доста големи, за да може да се реализира метаболизмот на калциумот, односно коскено-скелетната структура, како би се изградиле коските. Нешто што постојано се зборува и се укажува дека не треба само витаминот Д да се пие, затоа што е напразно ако се пие Д, а не се зима заедно со калциум и нешто што е многу важно, со К2 витамин и со магнезиум. Само така може максимално да биде искористен и вграден во коските, затоа што ќе биде напразно зимањето само на витамин Д. Би кажала дека и во нашето поднебие постои недостаток на витамин Д кај нашите пациенти, кај помладите, односно кај дечињата, се манифестира во форма на рахит, додека кај постарите тоа се остеопорозата, остеомалацијата, односно разречувањето на коските. Но не помало е пред разречувањето на коските симптоми како што се замор, како што се ослабнат имунитет, коскено-мускулни болки, така да сето тоа укажува на недостаток на витамин Д. Мерлив е витаминот Д, може и лабораториски да се измери, но вообичаено е кај сите наши пациенти кога нели ќе направиме лабораториски анализи, всушност кај градското население имаме дефицит на витамин Д, единствено она население кое што живее, би кажала, по селата и во оние места кои што не се загадени, затоа што и загаденоста има влијание во однос на стварањето на витамин Д. Едноставно сончевите зраци не можат да продрат до кожата,
еве во град како што е Скопје, кој што е добро загаден, така да секако создавањето на витамин D е успорено. Затоа кај нашите пациенти препорачуваме во зимниот период суплементација со витамин D. Би кажала тука дека дозите за дечињата се до 400 интернационални единици, најчесто се во форма на капки, перли, кои што се нели прилагодени за таа возраст, додека кај возрастните се од 800 до 1000 интернационални единици, но тоа е доза на одржување, односно дневната потребна доза. Додека кај нашите хронични пациенти, кои што се со остеопороза, со остеомалација, кај тие пациенти дозите одат над 2000 интернационални единици и потребна е суплементација дури и во летниот период кај остеопоротичните пациенти. Додека кај останатото население сепак во летниот период, значи оние летни месеци, се изостава употребата на суплементите. Пред самиот крај, бидејќи ми ги напоменавте симптомите кои укажуваат на тоа дека имаме недостаток од витамин D, но напоменавте дека и може да се отиде на проверка, односно да се направи анализа. Дали често тоа го прават луѓето и дали често ги упатувате пациентите да одат во таа насока? Така, морам да кажам дека не често, затоа што за жал нашите лабораториски анализи во однос на матичните доктори не дозволуваат да фондовски оди таа анализа за витаминот D, инаку таа приватно е доста скапа и не секој пациент може да си дозволи контрола на витаминот D. А оние пациенти кои што ги упатуваме претежно до ендокринолог, каде што нели се прави оваа анализа, тука се прават и коскените маркери и сосема нормално другите анализи како би се утврдела остеопенија или остеопороза кај нашиот пациент, а со самото тоа и колку треба да биде суплементацијата. Инаку вообичаено во пракса, она што ние го гледаме, практично секој постар пациент што е над 65 години има остеопороза и кај тој пациент работиме на превенција, нели пред се на остеопорозата, посебно кај жените кога ќе дојде нели период на климакс, каде што самото изостанување на мензесот доведува до пореметување на метаболизмот на калциумот, односно естрогениот хормон, прави да коските се разречуваат, а со самото тоа и настанува, би кажала, некогаш и компликации, затоа што овие наши пациенти се многу склони на фрактури на колк, фрактури на другите коски и да не зборуваме за сите оние други состојби на мускулни болки, на артралги, на опаднат имунитет, така да недостаток на витамин D дава една поголема симптоматологија и поголема, би рекла, диагностика е потребна за да се констатира. Меѓутоа, би апелирала нашите пациенти да го искористат сепак сончевото време, кога е во летниот период, дури нашите планини и во зимскиот период имаат многу сончеви денови, секој слободен момент да се искористи како би можело нели да се зголеми нивото на витамин D, кој што е многу значаен за здравјето. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие интересни совети. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше мојата денешна гостинка, доктор Анкица Стануевска, специјалист по семејна медицина. Говоревме на навистина интересна тема на која што ретко, верувам, се зборувало токму од терен на лице место. Говоревме за недостатокот на витаминот D во зимските денови, со оглед на тоа дека се помалку и помалку имаме сонце во овој период, но како што апелираше мојата докторка, така ќе апелирам и јас пред самиот крај, колку што можете максимално да ги искористите сончевите денови. Се разбира да внимавате на самата храна која што го содржи витаминот D, а таа храна е морската риба, односно истата содржи најмногу витамин D, па на тој начин би ја задоволиле таа потреба. Да, интересно, односно корисни, што најважно совети добивме во овие минути и во твоето линковско вклучување. Марија, ти благодариме за ова.